Биодиверзитетот на планината Кожув може сериозно да биде доведен во прашање доколку се реализираат планирањата за отворање на рудник за минерални суровини. Опасност постои и за водоводниот систем Лукар, бидејќи се издадени концесии за детални геолошки испитувања за злато во Глатница и Дудица. Граѓанската иницијатива Спас за Гевгелија започна активности за спас на планината Кожув од нејзино уништување, бидејќи во општина Гевгелија издадени се две концесии за детални геолошки испитувања за злато, концесија село Коњско 3000 хектари, концесија Коњска река 900 хектари, а за споредба Гевгелија е само 300 хектари. Според податоците на концесионерот, пронајдено е 2 грама злато на 1 тон руда. Сите рудници за злато во светот ја користат постапката на површински коп со одвојување на златото со цијанид, кој може да направи вистинска катастрофа. Во ексклузивна телефонска изјава за КТВ, еден од иницијаторите од Сдруженијето Спас за Гевгелија, Ангел Наков, говори за сите опасности кои можат да произлезат и да го уништат преубавиот Кожув. Ефектите од отворањето на овие рудници е со катастрофални последици, нагласува Наков. Имено се работи за испитување на депозити на минерални металични суровина, тоа се злато и бакар, воглавно во атарот на двете општини, Кавадарци и Гевгелија, односно на Кожув планина. Доделени се на Кожув планина 3 концесии за детални геолошки истражувања. Првата концесија се вика Коњска река од 1000 хектара, втората е село Коњско 3000 хектари. Потоа е концесија, овие две се во Гевгелијска општина. Потоа е доделена концесија за детални геолошки истражувања Гладница од 1400 хектара, тоа е во атарот на општина Кавадарци, и 2 проспекцијски концесии за геолошки испитувања, тоа се Дудица, тоа е во близина на изворите Лукар, кај што се снабдува со вода Кавадарци и Неготино, и концесијата за проспекцијски испитувања Алшар. Компаниите кои што ги добиле концесиите работат од 2013 година на терен и веќе они промовираат своји податоци за досегашните истражувања, од кои што можам сега во момент да ви кажам дека за концесијата Коњско 3000 хектара кој се однесува, некаде е утврдено просек на златни депозити од 2 грама на 1 тон руда. Тоа е едно од побогатите наоѓалишта со злато на целиот Балкан. За компарација ќе ви кажеме рудникот Иловица, кај Струмица, кој што исто така за злато и бакар. Таму концентрацијата на златото во рудата е некаде околу 0,32 грама. Значи Коњско е 2 грама, некаде околу 7 пати поголема концентрација. Се работи за отворен тип на рудници, значи таму кај што ќе одлучат да работат, отворен тип на рудници, кај што се применува технологија на лужење. Тоа така преведено на наше кажано дека се врши екстракција на златото од постојната руда со помош на цијанид. Рудата се минира, се отвараат тие површински копови, се транспортира со огромни камиони до огромни платоа кај што се врши порамнување на рудата и врз неја се поставуваат системи, распрскувачи со кои што она се третира со цијанид. Во зависност од големината на рудникот, светските искуства покажуваат дека тоа е некаде потрошувачка на цијанид од 3 па се до 10 тона на ден. Значи од 3 до 10 тона цијанид на ден. Само за ваша информација, например, за Гевгелија, кој што брои некако 16.000 луѓе, 10 литра цијанид е доволно да ставите во водоводот и да направите катастрофа во цел град. Но опасностите се од многу поширок аспект, не е само прашање цијанидот. Прво, бидејќи се работи за отворен тип на рудници, нужно е прво мора да се припреми теренот, тоа е сечење на комплетната растителна вегетација. Кожув знаете дека е една од најбогатите планини со перфектни првокласна букова шума, елови, борови шуми, значи нужно е сечење на растителниот свет и потоа доаѓа една масивна рударска операција кај што со помош на експлозив се растресува земјата и потоа се поставува ова постапка наредна што ја реков. Најголемата опасност покрај
ова дизастер, катастрофа што ја викаме и се уништување на растителниот свет, е што овие рудници произведуваат меѓу 2 и 10 тона високо контаминирана прашина, која што го контаминира целокупното подрачје околу рудникот со тешки честички, а уште полошо се лесните оние МП честички 2-3 кои што патуваат и до 50 км, а со себе носат, кај што има рудници за злато, со себе носат со гаранција арсен, талиум и сулфурни оксиди, и тоа е тотална контаминација прави на земјиштето и на луѓето кои што живеат во тој регион. Таквите застрашувачки активности од овој тип на рудници во цел свет нема ни еден пример кај што се во близина на населени места, градови, како што овој случај кај нас во Гевгели или евентуално Кавадарци. Број 2, никаде не донеле за никаков локален или регионален развој, напротив, комплетно уништување на целиот биодиверзитет и економија и другите економии. И број 3, ефектот од аспект на нови вработувања е катастрофален, имајќи во предвид дека тоа се работни места кои што се исклучиво со висок ризик на работа по човековото здравје. Тоа се машинисти, багеристи, минери, возачи на болдужери, ракуваат со циенид, со опасни материи и така натаму и така натаму. И ние кога дебатиравме, рековме, Гевгелија не сакаме Гевгелиска општина да биде рударска општина од X причини, и од тој аспект се покрена голема активност и мора да ви кажам дека е вчера Советот на општина Гевгелија, значи заедно со градоначалникот Иван Франгов и сите советници, сите едногласно донесува одлука за распишување на референдум на кој што на демократски начин сите граѓани на општина Гевгелија ќе кажат сакаат рудници во нашата општина или не сакаат. Како што информира Наков, во Гевгелија ќе се спроведе референдум на кој граѓаните ќе одлучат дали сакаат рудник за злато или здрава животна средина. Одлуката за референдум била едногласно донесена од Советот. Дали и кавадарчани ќе го следат примерот на гевгеличани и ќе застанат во одбрана на Кожув и на Гладница и Дудица, тоест во заштита на водата за пиење на Лукар, ќе покаже времето.